Меѓутоа, да не должам многу, јас би сакал да кажам една работа, многу важна, дека Троја, кога избила војната на Троја, а тоа било 1183 година и траело 10 години. До 1183 година, бидејќи тие во Троја биле населени венетите, ја држале Троја, држале Вавилон, тие ја изгубиле војната од ахајците и почнале да се враќаат во својата прататковина Македонија. Тоа е се илустрирано од западната историографија. И сега, како што се враќале венетите, да продолжиле кон Централна Европа, Северна Европа и Западна Европа. И значи тие ја колонизирале цела Европа, практично. А антите кои биле на тие простори, почнале да се движат на север, го освоиле цел Сибир, отишле до Алјаска и Камчатка. Според тоа, може би погрешно ќе ме сватат, Македончето од овие простори отишло на Камчатка, на Владивосток и од Владивосток до Бретања во Франција. Значи имаме од Атлантскиот, односно од Индискиот до Атлантскиот океан. И целата топонимија од тој простор до тој простор е целосно венетска. Ние денес во, например, на европските простори имаме стотици називи на населени места, на градови, кои го носат коренот Венет, Венеција, Виена. До источно од Виена имаме градче кој се вика Венета. Еден српски историограф, црњански можам да го кажам, читајќи ги делата на археолозите на Англија, установиле дека само во Англија има 18 градови кои го носеле името Венета. Денеска се малце модифицирани, но го имаат задржано својот корен. Што значи на тие простори се расшириле овие словенски групи и што е многу важно, сите тие народи кои што живеат на тие простори немаат, например, етимологија, што значи тој името на соодветниот град, например. Како што грците денеска не знаат, ама баш ништо за нивната топонимија. Значи немаат тие етимологија. Таа етимологија е древно македонска. Ние можеме таа да ја објасниме во секој момент. Така. Интересно за хајците. Да, дозволи само уште еден момент. Повели. 98 година една господја од Хрватска, која живеела известно време во Македонија, морам да ја го спомнам името, ти благодарам многу, се вика Јела Митровиќ, која што ги посетила скандинавските простори и собраќа со едно пошироко писмо до Македонската академија на науките и уметностите во Скопје. И им вели, вика, Господа, ви препорачувам вас, вие вика да дојдете во скандинавските земји и да видите дека ќе се наоѓате како во Македонија. Од јас ги гледам сите топоними што се во Македонија. Значи ги имаме тамо, кажува таа. Го имаме Стоби, го имаме Пирот, го имаме Прилеп, го имаме Дебар, го имаме Кораб, го имаме Власина, Пирот и така натаму. Да не Скандинавија. Да. Колари и така натаму. А Колари има колку да сакаш во Македонија. Да.